Добар ден, трета година со ред веќе се одржува Охрид вино фестот, препознатлив, би рекол, бренд или фестивал кој што на некој начин го најавува почетокот на туристичката сезона. Имавме повеќе од успешни 2 изданија и по бројот на посетители, меѓутоа и по начинот на кој што буквално секој ден кој што беше присутен на вино фестот беше за уживање и би рекол сега пред третото издание сме повторно на почеток на една туристичка сезона и ние како локална самоуправа токму тоа е она што е наша задача го правиме, да правиме дополнителни настани кои што на некаков начин ќе привлечат луѓе кои што не се кои што би дошле туристи надвор од туристичката сезона, односно шпицот на туристичката сезона. Ваков исти концепти Охрид Water Festival кој што ќе се случува на крајот или на завршетокот на самата туристичка сезона, кој што покрај онај дел кој што е поврзан со спортовите на вода, секако има еден дел едукативен и да не го заборавиме забавниот дел кој што е во тој Охрид Water Festival. Од лани, како новитет, исто така го имаме за прв пат првиот джез фестивал организиран од страна на општина Охрид, така да доста настани во кои што сме се вложиле и како финансија и како организација самата општина и мислам дека градот тоа го заслужува и покажуваме една сосема друга слика која што низ годините беше создавана во Охрид. Зборувам исклучиво за оние настани кои што општина Охрид одговорно и ги организира. Околу деталите и програмата ќе поразговара организаторот на Винофестот во Охрид. Ако имате нешто да ме прашате поврзано со темата Винофест, повелете или било каде. Добар ден на сите. Трета година фестивалот иде во правец кај што го замисливме. Сакаме да стане регионален вински фестивал. Полека, но сигурно стигаме на едно убаво ниво, каде што винариите секоја година има повеќе винари и повеќе типови на вино. Овој е фестивал кој оваа година ќе има своја музичка програма. Првиот ден ќе настапи охридскиот бенд, ќе отвори фестивалот охридскиот бенд Backdoor, а потоа Миле Кузмановски и како последна звезда на фестивалот ќе биде Кукулене. Следниот втор ден ќе имаме пак охридски бенд, а потоа имаме Next Time и го имаме битолскиот бенд Brass Brothers. И како затварање на фестивалот ќе ги имаме секој ден, значи фестивалски ден ќе имаме охридски бенд. Ние сакаме да поддржиме охридската сцена на музички артисти, потоа ги имаме Ареа и како за завршување на фестивалот е Лозана. Така да ќе имаме богата музичка програма, пак зачинета со македонски артисти, како и секоја година ги поддржуваме македонските артисти како и претходните 2 години. Кратко само покрај охридските бендови Backdoor Band, Urban Planet и Балканико, дел од ова како новитет во овој Винофест ќе биде стендап комичарите Никола Тодоровски и Стрел Саматовски, кои што ќе имаат настап секој ден, и 3 диџеи кои што се од Охрид. Така да буквално македонски изведувачи за, би рекол, повеќе од квалитетен Винофест во Охрид.